Добар ден, криптоентузијасти, како и секогаш. Значи, веќе сте запознаени со нашата емисија. Со тоа што во нашата емисија Крипто Муабети, моментално со Никола, модератор од Криптовалути Македонија, ќе поразговараме на темите кои што ги предложивме, како и темите кои што вие ги предложите за нас. Со тоа што на почеток веднаш ќе ви кажам, значи она што разговаравме со него, едноставно не е одговорно за нас да разговараме за проекти како Yearn Finance, Quant и Elrond Gold, кои што како такви се доста специфични и потребно е тоа да се направи во една посебна презентација и не би било соодветен материјал за подкаст. Затоа и кога ви бараме, поставајте прашање од типот еве и ова. Значи, и Кусама тој толе. Исто и за тој. Да, и Кусама исто, да, и за Кусама исто. Како и да, идејата е поставајте прашање кое што е генерално, се разбираме, што мислите за маркетот, што мислите за рецесија, значи на тој начин ќе можеме многу подобро да разговараме, станува збор за подкаст. Друго е кога правиш да некој начин своевидна анализа каде што можеш се да објасниш. Овдека на подкаст едноставно не е соодветен материјал. Така да како што кажа ви понатаму, значи ќе го опфатиме и ова, нормално овие се проекти кои што ги цениме во криптосферата, но ќе мора да бидат направени во посебно видео. Ќе поразговараме нели за секоја од овие теми посебно, погледнете ги, во исто време ќе го оставаме Никола да се представи и ќе почнеме еден по еден од овие теми да ги обработуваме. Поздрав до сите гледачи уште еднаш од мене. Значи и до каналот Криптогемиџија. Малку вака се извинуваме што требаше викендов да испадне подкастов, но поради оправдани причини го поместивме за оваа недела, што наредната, што дојде после викендот. Така да, уште еднаш накратко само да ве поздравам и останете на каналот, имаме доста што да правиме муаве. Сега, прво пред да почнеме со самите теми, ја би сакал да најавам нешто што е доста битно и големо. Може да погледнете мојата профилна слика позади. Значи, fuck the WEF. Зошто го велам тоа? Значи, WEF, ако не сте запознаени, е World Economic Forum, кој што моментално, или Светскиот економски форум, кој што моментално се одржува во Давос и истиот ќе биде во тек на утрешниот ден активен, каде што, како да кажам, значи не постои зло на светов што нема да биде дел од овој форум, односно тоа се тие 1% на големци кои се одлучуваат како ние ќе живееме. Сега, зошто е толку битен? Значи секоја година имаат некое ново изненадување за нас за тоа како ќе ни ги ограничат и понатаму нели правата и слободите кои што ги имаме, но оваа година е доста битна затоа што сега чисто да ви кажам моментално еден од главните фокуси кои што ќе го има Светскиот економски форум моментално. А тоа е регулатива на крипто. Од каде доаѓа оваа информација? Значи, дечко Најджел Грин е еден од CEOs, иако не е и главен CEO, на Devere. Сега, Devere, не знам како се чита, како и да е. Значи, Devere представува еден од најголемите, сега ова ќе го најдам овде кај баш објаснето, значи како група представува Independent Financial Advisors, Asset Managers and Fintech Organizations. И тоа во Обединетото кралство, каде што самиот по себе, значи гледајте која изјава ја дава. Значи ова е изјава која што ја дава на интервју пред почетокот на WEF. Доколку лидерите во Давос на Светскиот економски форум оваа недела се вратат, значи ако не се вратат дома со соодветна фактичко план за регулатива, тогаш значи као демек буквално целава ВЕФ го промашила незиното постоење. Значи, пази, should those in attendance at the WEF not advance the agenda of crypto regulations as a result of the 2023 summit, they will have spectacularly failed. Значи, гледате ли колку само големо значење се става на регулативата на крипто. Тоа што јас постојано го зборувам. Ја не можам да разберам како луѓето се слепи при очи. Значи овдека и јавно ви кажуваат дека моментално една од главните теми на Светскиот економски форум каде што доаѓаат премиери, министри за економија и финансии, клучни фаци од не знам монетарен фонд, да речеме организации како европските, да речем, комисија и слично, и големци како Елон Маск и останати, кои што одлучуваат во наше име, наеднаш отворено се кажува дека еден од најбитните работи кои што мора да го земат во предвид е да се договорат за регулатива која што треба да донесат дома. Во превод, треба да имаат унифицирана регулатива доколку сакаат да постапат против или пак да постапат во согласно со тоа како да го адоптираат крипто и да го присвојат за себе. Значи ова моментално се случува пред наши очи, така да се надевам дека нема да им успее, но со оглед на тоа како сме ние тивки,
За жал изгледа ќе им успее. Така да во текот до утрешниот ден ако падне нуклеарка во Давос, мислам дека ќе не ослобода од сите зла на светот. Тоа би било наидеално, дефинитивно, Да. но за жал тешко да се деси. Добро, како и да е, можеме да почнеме со првата тема. Сега јас би прашал прво гостинот ако има нешто да каже околу рецесија или крипто, ако не можем јас да обработам дело со слайдот. Преземи, па јас ако има нешто ќе додам слободно. Да, значи за кратко јас уствари го земав ова како практично ова е информација која што е за S&P 500 индексот, кој што представува 500 најдобри компании во Америка и нивните хартии од вредност. Така да ова е просечна вредност на хартиите од вредност на овие 500 најдобри компании и таквиот индекс е спореден со сите инфлации, сите рецесии кои што настанале уште од 1928 година. Така да можеме да видиме дека различно реагирале во однос тоа колку е долга и каков тип на рецесија имало и гледаме дека ова е нели големата депресија каде што имаме огромно паѓање на овој индекс, но генерално и покрај сите овие рецесии индексот расте постојано. Односно ова е така речено индекс по кој што се гледа моменталната моќ на економијата во Америка. Нели она круната на економијата во Америка. Со тоа што битно што може да забележите е дека самиот криптопазар потекнува уште од 2009 година кога е создаден биткоин, но нели знаете и сами за развивање на криптопазарот истото не почнало веднаш од 2009 година. Дури и не постои ни чарт кој што датира од 2009 година. Со тоа можеме да видиме дека ние никогаш во целиот криптопазар не сме биле во рецесија, освен во овој краток период од 2020 година кога нели ја добивме пандемијата, но не заборавајте дека повторно ова рецесијата која што настанува пандемијата дури сега ќе ја добиеме. Нели на принтање на пари потребно е целиот тој круг да се заврши, за конечно да дојде ситуација во која што ќе имаме активна рецесија, односно она што го очекуваат во текот на првиот квартал од 2023 година моментално. Сега, што сакам да кажам? Генерално досега ако го погледнеме пазарот, како што можеме да видиме во оваа ситуација, имаше спектакуларно добар bear market. Зошто го велам тоа? Знаеме и сами дека досега претходните два bear маркети, корекцијата на bear маркетот е негде околу 85 до 83%. Моментално ние успеавме да завршиме циклус на bear маркет со 77,6%. Доколку ова е дното, нели? Секогаш постои шанса да имаме дополнително дно. Но што е битно во оваа ситуација? Значи ние сега за сега во овој циклус практично покажавме зрелост на самиот, посебно на биткоин. Значи гледате колку повеќе созрева, толку повеќе овие циклуси настануваат се помали и помали, односно и заработката е помала, но и падот во bear маркет е помал. Така да сега останува да видиме како истиот ќе се покаже во текот на рецесијата која што е најавена, доколку се појави, но битно е да видиме како криптопазарот за почеток, значи ова ќе биде прв пат официјално да се наоѓаме во рецесија. Така да мораме да видиме дали тоа ќе се одрази или не. Лично моје мислење е дека нема да се одрази толку многу, посебно со оглед на фактот дека иако ние сме поврзани моментално со традиционалните пазари, кога тие паѓаат, паѓа и криптопазарот. Но има голема шанса дека моментално со оглед на фактот дека ако се очекува голем пад на овие пазари, односно продолжена рецесија, они мора да негде каде би го да речем пласирале овој да речем профит, овој капитал кој што го имаат. Зошто го велам ова? Во сите овие претходни рецесии, значи не кога имаме рецесија се паѓа. Така да ова е прв пат да имаме ситуација во која што ќе имаме алтернатива каде би можеле да ги стават своите капитални вредности додека имаме рецесија. Така да може да се случи според мене, она што јас го очекувам, да имаме сосема обратна ситуација, затоа што циклусот на биткоин е 4 годишен, значи и да постои рецесија, голема веројатност е дека ќе дојде до обратно пропорционално поставување на капиталот, наместо да го стават во ризични добра како да речем акции и не знам, во оваа ситуација суровини и слично, да го стават обратно, да го стават во крипто, да речем, добра, со оглед на фактот дека регулативата само што не настанала и на тој начин да имаме обратно поставување на економијата, да го користат криптото како практично премостување на рецесијата која што ќе се случува на традиционалните пазари. Но тоа е нели, она што јас мислам дека ќе се случи. Пак, мораме да видиме како ќе се одрази на самиот пазар. Никола нешто да додадеш? Многу точно, значи, го опфати овој дел, се сложувам апсолутно. Само би те замолил да го вратиш тој делот со S&P 500. Не, нема гајле. Значи, оваа слика многу добро објаснува, значи, како што каже Антонио, 2009 е таа големата финансиска криза што беше, нели, што ја споредува со големата депресија. Од тогаш навака, освен ковидот, не сме имале некоја посериозна рецесија.
И тука сакам да потенцирам нешто, значи се гледа дека постојано пробуваат да всадат страв. Сите зборат рецесија, 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 а баш тоа што го кажа на крај, обратното се случува. Во криптопазарот имаме мал нагорен раст, памп, како сакате кажете. И јас мислам исто како Антонио дека повторно ќе се случи тој момент. Ќе го плашат народот повторно, цела година рецесија, војните уште не застанале, бла 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 и умеѓу време они ќе си кешираат у крипто. Така да се сложувам тука со овој дел, мислам дека посериозна рецесија нема да има, нема логика да има, но никогаш не знаеме со ваквите ликови. Можеби ќе измислат нова пандемија, можеби не знам, ќе лупне некоја најдат начин како да направат рецесија кој им е потребна, точно. Да, значи ќе пробаат апсолутно на секаков начин да најдат, да не воведат, да не стават во рецесија, но јас искрено мислам дека тешко би се случило тоа, а и да се случи, мислам дека традиционалните пазари многу повеќе ќе го претрпат тоа отколку криптопазари. Ќе видиме утре што ќе се договорат. И тоа, да. И тоа е. Не, види, генерално, значи, зошто го велам ова? Сега повторно, некои луѓе веруваат дека навистина постои овој 4-годишен циклус кој што едноставно со халвингот го бутка, значи прво биткоин, а потоа и криптопазарот во следен бул маркет. Значи, логично е да има поврзано со оглед на фактот дека инфлацијата на биткоин, како што кажавме и претходно, се преполовува на секој халвинг циклус. Така да, ако мене ме прашуваш, зошто тогаш сега се брза? Зошто досега не се брзаше со регулатива? Така? Да. Значи, јас мислам дека можеби ова и буквално ќе биде на некој начин излез, затоа што како што можеме да видиме досега вие без разлика дали сте поседувале акции, обврзници, нафта, злато, значи се оди надале. Кога е рецесија, се паѓа затоа што луѓето не се заинтересирани да купат. Односно се обидуваат да преживеат преку тој период и ги чуваат средствата, нели, онаа резерва, се обидуваш некако да поминеш. Така да поради оваа причина ја верувам дека затоа и се брза целата оваа работа, иако може ова да биде само спекулација. Мораме да видиме како се тоа ќе се одрази, но 4 годишниот циклус мислам дека е една од главните причини поради кои што ќе се обидат да ја пробуткаат оваа регулатива со цел институциите и големите корпорации да може да влезат пред да дојде следниот 4 годишен циклус. Не за џабе имате, значи многу работи се поклопува. Така да останува да видиме, но тоа е генерално мое мислење, ќе видиме како ќе се одвија. Наше мислење, пошто го делим. Тачно. Сега, следно околу P-Network. Значи, некои од луѓето многу ни замерија, значи, пази, ние нема да правиме сега анализа на P-Network. Ова е само да помогнеме на многу од членовите кои што се наоѓаат како на мојот канал, така и на групата Криптовалути Македонија, затоа што истите безнадежно се обидуваат да најдат, значи, каде да го продадат овој токен. Затоа што ова е проект кој што трае веќе неколку години. Сега јас имам малку, но повеќе за тоа ќе кажем Никола, само сакам да ви напоменам. Значи, она што јас го најдов, вели дека моментално цената на P не е 80 или 300 или 200, туку е 0 затоа што истиот не е ставен на ниту една менувачница. Сега постојат некои конфликтни информации затоа што моментално ако проверите на CoinGecko, значи може да видите која е неговата цена и кога ќе отидете на маркет, ви покажува на кои менувачници моментално е достапен. Но тоа не е вистина. Значи јас познавам луѓе кои што се обидуваат да направат моментално овдека размена на P, но тоа не им е дозволено. Сега повеќе ќе оставам Никола да ви каже, он ќе направи шер на скринот, има повеќе информации околу P, чисто да знаете, нели, што моментално се случува и зошто не може да го замените својот токен. Вака сега, пред да преидеме на P... Само да направам стоп на шеринг, па ти слободно кога ќе... Да, пред да преидеме на P, сакам само да кажам дека нели го предвидовме овој памп. Поточно точниот збор го предпоставивме. Значи, ние ви ги дадовме сите информации во изминатите подкасти и се случи тоа што го планиравме, односно што го предпоставувавме, тоа е точниот збор. И затоа и направив објава во Крипто Македонија дека го предвидовме. Значи, ние не сме предвидувачи, гатачи или нешто, туку со информациите што ги имавме, предпоставивме точно и прецизно што ќе се случи и јас мислам дека со Антонио го делиме мислењето дека ова ќе биде краткотрајно. Значи, кинеската нова година кога рече дека е? Па 22 јануари официјално, затоа што нели секојаш се поместува негде околу 20 до 20 февруар. Значи во тој еден месец
секоја година е различно. 22 е сега. Да, За 5 значи дена. сега е 22, после тоа ќе ви покаже Антонио и за тој дел го има опфатено низ минатите години како се случувал тој памп кога е кинеската нова година и веднаш денови после тоа имаме корекција. Така да тоа само сакав да го кажаме, сега ќе го шернам скринот, само потврди ми ти дали се гледа. Да, слободно. Се уште не. Сега? Сега да. Само Добро. тој прозор може да тргнам ова, да, прозорчево, секунда, само ми. Така. Значи, исто како и кај CoinGecko, јас сум на CoinMarketCap, и тука има маркети, тука дури има повеќе, дека е излистан пи на овие менувачници, но ќе ви покажам сега дека ова е своевидно еден вид на манипулација или симулација, како сакате кажете, значи овие не се вистинските пи. Значи може некои си трети лица таму да се представат дека се тргува на самиот, дека се тргува на овие менувачници со самата пи валута, односно пикоин, но тоа не е точно. Зошто не е точно? Прво ќе го отворам овој момент. Се извинувам малку што ми лагува тука. Се надевам дека е се во ред. Прво вака тука на Twitter директно. Значи ова е официјалниот профил на Pi Network на Twitter, односно на тимот Pi Core Team. На 30 декември пред самиот крај на минатата година објавува дека Pi не е излистан на ниту еден exchange и дека не се инволвирани во ниту еден од тие листинзи. Доколку го правите тоа, доколку тргувате, можете да ги изгубите средствата. Еве тука има официјално соопштение. И тука ден пред соопштението исто така има текстче дека значи дека не е поврзан со никој од овие листинзи. Еве можете да видите. Два пати овдека на кратко во твит го напишале во две реченици, три, а тука направиле официјално соопштение. Ако мислите дека ова ние сме го извадиле, слободно посетете го профилот на Twitter на Pi Network и ќе ви искочи. Јас исто така сакам да покажам тука дека беше објавено, точно. Не, само кликни на твоето име. Ако кликнеш на твоето име, ќе ти ги даде сите објави. Ја ќе го кликнам, ево. Значи секунда. Не, ова ми го отвара мојот профил. Не, супер е, одлично. Да се види сонцето, а се вее. Ево позади мене, нема бегање. Нема бегање. Не ми го дава тој, значи јас како и да е, тоа е уствари истиот твист, само шернат на групата. Јас знам, јас го видов. Претходно уште во мај лани имам напишано апел за сите вакви скемови, за сите рак пулови, тогаш имаше и хак на Bitmart и решив да го направам тоа како апел. Прочитете го за да сватите зошто Pi Networkот се става во овој кош. Значи со BigCommerce, со сите вакви скемови, пирамидални, рак пулови, понзи скемови, се тоа може да се стави во еден кош, не случајно и Pi Networkот се става тука, бидејќи се уште немаме mainnet, значи Pi Networkот не е официјален коин се уште, и имаше и Антонио спомнато мислам околу ова, ако не се лажам, но не е ни битно, ќе го кажам, значи имаше во Филипини на регистрирани членови на Pi со информации со све и им ги украле податоците. Така да не случајно ја се уште не верувам во Pi Network и немојте да се лажете и вие, значи доека не се случи тој mainnet, Pi Network не постои. Значи ги украле податоците на филипинци, така да можно е и вашите податоци утре да ги украдат, никогаш не се знае тоа. Така да јас би кажал да си го прочитате уште еднаш ова соопштение. Јас од Токен Падок од Дарко го имав шернато, тоа што го имаше споделено за Pi, па после него го нападнаа натаму, нема везе, значи ова не го шеруваме
за да се спротиставиме на тие што се пропоненти на ПИ, едноставно ги споделуваме фактите што се стаени на маса, а тоа е дека ПИ се уште нема мејнет и дека влага во тие понзи трикови ова, а ако мислите дека не е точно, сега да не срчам, еве, ќе пробам ПИ Network, Network Philippines. Добро, сега ова е податок што може сите да го најдат. Лесно е. Денеска само треба на Google да пишеш, нормално дека ќе го најдеш. Како и да е. Ајде, ако можеш па ќе... Да, има многу информација, еве. Дали е скем, дали е ова. Да, извори. Значи сигурно јас ако го најдам тоа и со Филипините ќе го споделам по група, сега ќе го стопирам скринов. Добро, момци, значи прво без навреда. Ја верувам дека некои од вас длабоко веруваат во овој проект, посебно со оглед на фактот дека станува збор за нешто што вие сте инвестирале време, како и да е. Значи да се разбереме, никој од нас не може да знае со сигурност дали ова навистина е понзи или не. Тоа времето ќе покаже. Идејата што е? Она што сакаме да го кажеме е дека од нашето искуство до сега на пазарот, ваков тип на карактеристики од типот тука е коинот, ама уште не е излезен, ќе видиме, ќе го листаме, а вие чекате 3 години. Се разбираме? Значи тоа е проблемот. Сега можеби ќе бидеме грешка, не можеме да знаеме со сигурност. Но она што моментално сме го виделе, многу често ваков тип на коини доведува до рак пул, како што кажа. Значи ќе ви украат податоците што може да бидат искористени против вас и слично, така да имајте го тоа во предвид кога финансирате оваков тип, затоа што гледам имаше дури слики на групата како готово сега Етериум ќе го победи од ПИ, значи луѓе, и да направите профит нас ќе ни биде мило. Не го правиме ова против вас или не знам. Идејата е самите карактеристики кои што проектот ги има се нестварни, значи не постои реална вредност. Тоа што вие го гледате е само некоја проценка што некој да речам, еве, во случајов менувачи си даваат свое мислење колку би била цена. Значи, чим нема никаде трейд пар, сето тоа е моментално само smoke and mirrors, ништо. Не постои. Само да се вратам накратко околу новата година, иако тоа беше дел од видеото кој што го имав денеска, значи може да погледнете вестите видеото денес. Значи, она што сакам да го напоменам, да, на ден, значи, еве последните 4 години има пад. Тоа, значи, на самиот ден на нова година, поради не знам која причина, до сега се случува многу често новата година во Кина да предизвика пад на ден, дури некогаш и до 7, 8, 9%. Но ако погледнете на неделно ниво, гледајте. Значи ова е првата нова година во 2013 година. Имаме неделно ниво раст. Ова е единствениот пад кој што го има веднаш после тоа на неделно ниво, но затоа што се наоѓаме на апсолутниот бул во 2013 година. 2015 година раст. 2016 година раст. 2017 година. Значи, оно што сакам да го кажем е дека да, на ден моментално се очекува таков тип на ситуација каде што би паднал. Но генерално ако го споредите, имаме 90% од времето раст наместо пад на неделно ниво во истата недела кога се случува самата нова година. Така да не очекувам некое големо пореметување на пазарот и затоа и не сме толку уплашени од типот што би се случило кога ќе дојде нова година. Верувам дека тоа може само дополнително да допринесе за моменталната корекција која што е очекувана. Значи моментално ние немаме толку голема свеќа како што имавме во оваа недела од ова. Значи ова е последната таква голема свеќа од 20% и тоа е во февруари 2021 година. Нормална е корекција, ништо не се движи само нагоре. Ние имаме 3 последователни недели на движење нагоре. Значи би било здраво да направиме корекција барем до 20.000, која е, нели, психолошка бариера и до горната граница на bull market support бендот, затоа што знаете и сами ако погледнете наназад, секое придвижување на цената на биткоин над bull market support бендот со успешен ретест ни означува крај на bear маркетот и почеток на следниот bull market. Тоа не значи дека ќе имаме bull market утре, затоа и мораме да преживееме преку ретест на bull market support бендот, но тоа би било следното нешто што јас го очекувам за да можам да кажам пазарот се движи здраво. Иначе сето тоа би било манипулација, барем според моје мислење. Тоа е следното што го чекам. И не заборавајте колку повеќе се движиме нагоре во овој момент, колку поексплозивно е движењето, толку поголема ќе биде корекцијата надолу. Имајте во предвид тоа, секогаш се случува така. Сега тоа беше и дел со што очекуваме пазарот моментално. Сакаш нешто да додадеш пред да продолжиме со следните прашања или вака само секунда, значи еве го, уште еднаш ќе шернам скринот. Да, слободно. Сега ме престанам кај мене. Еве го.
Само потврди ми дали е. Да, сега чекам тоа се. Еве, можеш слободно. Значи еве го. Истиот тој твит што ви го покажав, само тука дека е скриншот на слика, значи исто 29 декември, значи потврдуваат дека не се инволвирани или поврзани со никој од тие листинзи и дека оваа цена е само симулација. Така да внимавајте со коинот, еве им го на Твитер соопштението, еве сега у моментов што најдов, значи некоја правна фирма потврдила дека ПИ пред повеќе од една година дека ПИ уствари скемува и стилнува информации на луѓе, пошто тука ми е на search DuckDuckGo, кога ќе идете на Google и кога ќе срчнете Филипини P Network Stealing Information, сигурно ќе ви даде подобри статии некои што пишувале околу ова. Ја најдов една дискусија, значи на некој форум е ова, Tedit, нешто слично ко Reddit. Тука разговараат луѓе, каде што се потврдува дека ПИ скемале и најдов соопштение, значи со некоја шема со кредитни банкарски картички од Нью Џерси, значи ова дистриктот на Нью Џерси, официјален документ каде што луѓе краделе. Ова е уште од 2016, сега сигурно не е точниот документ, но нешто вакво имав читано, не можам сега да ја најдам статијата, извинете околу тоа, така да ќе се потрудам ако најдам повеќе информации да ви ги споделам во групата. Тоа што сака Никола да каже е дека ваков тип на украдени информации може да резултира со тоа што ваквите луѓе ќе може едноставно во ваше име да подигнат кредитна картичка или пак да искористат во случај да ви отклучат профил или слични работи, така да тоа е доста сериозна работа ако вашите профили се поврзани со, да речем, банкарски сметки или крипто новчаници или слично. И уште една битна работа, ако веќе одлучите да и понатаму, нели, продолжите со овој, значи тоа е наше мислење. Ние не можеме да ви кажеме што да правите. Вие сами одлучувате што за вас е прифатливо, а што не. Доколку веќе понатаму продолжите да работите со овој проект, и јас би ви препорачал да користите само официјални информации, односно тоа што ви покажа Никола, следете нивната официјална страна или профил на Twitter, каде што верувам дека понатаму ќе има соодветни информации за тоа каде се движи целиот проект. Ако веќе планирате да останете во истиот, подобро е да следите само директни информации, не брзајте, затоа што таквото брзање на сега ќе ги продадам и ќе добијам не знам што, може само да резултира со ваша загуба на крај. Така да се обидуваме само да ве предупредиме о потенцијалните немили настани кои што може да ви се случат во криптосферата. Значи, ако ви ги украдат информациите, они после тоа може што сака да прават. Значи, ако таму има доверливи ваши лични информации, они може да ги продаваат, може да ви влезат, што вика Антонио, во новчаници, во профили, во мејлови, во све. Значи, затоа треба да бидете предпазливи. Јас не викам дека откако ќе се лаунчне мејнетот дека можеби ПИ ќе успее, значи тоа го оставаме како сценарио, но според моменталните информации што ги имаме, ПИ не може се уште да се стави како криптовалута. Иако не е проект. Значи тоа е некој затворен, не знам, некоја апликација, не е проект. Проектот кој официјално ќе почне да работи со нодови или со POW майнери, тоа е веќе блокчейн проект. Дури и да е 3000-то место, е официјален проект, функционира. Сега за сега е само некоја апликација. Дека ќе не ова многу, значи ќе бидеме конфронтирани. Да, добро, јасно. Сега тоа е реалноста, е тоа, нема бегање. Добро, сега сакам да се приближам само, значи чисто кога веќе разговараме за пазарот, значи она што кажа Никола е сосема на место. Ова е, да речем, 22 јануари, кинеска нова година која што очекуваме, може да донесе некои флуктуации кои што, како што можеме да видиме, доста се поистоветуваат затоа што е време за корекција. Јас пак ќе кажам. Значи, ненормално е на самото дно ние веднаш да добиеме ваква асиметрично растење на пазарот. Значи, најчесто се движиме во онаа акумулативна, да речем, зона пред да се придвижиме нагоре. И нормално со оглед на фактот дека не успеавме да го побиеме, ова е врвот кој што го имавме со FTX колапсот. Значи, кога ќе го скршиме овој врв, тогаш ќе добиеме нормално движење во обратна насока, затоа што сме направиле врв повисок од претходниот. Нели, тоа е онаа нормална циклична поместување од бер во бул и обратно, но моментално не успеавме да го направиме. Тоа и гледаме дека на вистина еве Market Cypher, гледајте. Значи пазете, ваков тип на движење нагоре, еве сега значи ова е 2023. Гледајте го MACD.
излезе надвор од 100 вредност. Сега ќе се поместам на лево и погледнете дали некогаш дошол близко до 100, а не да излезе над 100. Значи гледајте, моментално сум во 2021 година доле ако може да видите. Значи ниту еднаш не се случило и во средината на пампот да дојде над 100. Ова е прв пат. 2020 година ова е почетокот на бул циклусот. Значи 2 години наназад ние не сме се ни приближиле со MACD до 100 вредност, а не да излеземе над него. Така да може да ви објасни ова колку масивно движење моментално е на биткоин цената. Со тоа што дополнително морам да напоменам, значи јас мислам дека не се зборува доволно за ова. Моментално и Комисијата за хартија од вредност почна постапка против Genesis и Gemini. Значи не е битно сега, не навлегуваме у фактот зошто, па како, па кој е управо. Не интересира. Разговараме чисто од аспект на профит и од тоа што може да предизвика на пазарот. Знаете дека секогаш кога сек ќе се замеша во нешто, само повеќе ќе се искомплицира. А во исто време, вчера ја добив и оваа информација, тоа е гледате од 16 јануари, дека 3 билиони, значи не 1 билион како што беше тоа објаснето на почетокот, нели 900 милиони на Gemini, Doge, DCG и слично. Сега моментално во однос со тоа дека има и други луѓе кои што побаруваат својата инвестиција да биде вратена назад, значи имаме целосни 3 билиони кои што моментално Genesis го прават голем загубар. Ќе напоменем уште еднаш, DCG поседува портфолио кое што е огромно. Значи може да најдете од Ethereum до Bitcoin, до Ethereum Classic, до 200 проекти, значи има 200 различни проекти кои што моментално се дел од неговото портфолио, ево тоа 200 проекти, и тоа зборуваме целосни проекти. Се разбираме? Значи цел проект буквално го поседува со тоа што финансирал многу во него. Проблемот е што дури и да ги продаде овие venture capital портфолио, кои што не се главните, да речеме ако ги остави на страна Bitcoin, оној Grayscale фонд кој што го имаат и да речеме Ethereum, останатите и да ги продаде ќе успее да собере само 500 милиони. Дали гледате каде е проблемот овде? А дополнително ги имате сек кои што ви дишат во врат во однос на тоа што се случува. Така да, ова е Black Swan евент, затоа и го напоменав, кој што може радикално да делува моментално на пазарот. И затоа сакам да ви го воочам, затоа што ако се случи, можеме да очекуваме голем пат, затоа што Genesis ќе се обиде да ликвидира она што го има, со цел да може да врати барем дел од долгот. Значи, мора, ако веќе дојде ситуација до банкрот, немаат избор. Едната е или да го вратат долгот, како знаат и умеат, и да го десеткуваат своето портфолио, што значи дека ќе ги продадат овие валути и да се надеваме дека тоа ќе го направат OTC, over the counter, каде што нема да биде наплив на менувачите и да падне цената, затоа што OTC ќе го продадат на некој што сака да го купи, може би по пониска цена, но нема да ја поремети цената на пазарот. Да се надеваме. Или пак ќе биде целосен колапс каде што ако дојдат веќе во ситуација на да речем банкрот, на ликвидација, тогаш ќе им биде поставен ликвидатор, значи ликвидацијски управник, кој што не го интересира. Он продава се што ќе најде со цел да врати на луѓето кои што инвестирале и тоа ќе врати во долари, он не може да им врати во криптовалути, да не се лажеме. Така да тоа е потенцијална работа која што се уште не е решена и затоа постојано кажувам што 20% од нашето портфолио е во стейблкоинс поради оваа причина. Затоа што не знаеме како тоа ќе се одрази на пазарот, ваков тип на ликвидација се уште не сме имале. Ако сака нешто Никола да додаде околу ова. Супер што го објасни овој момент за MACD-то поготово, значи тоа со дека не ја поминала никогаш таа 100-дневна, како беше, 100 вредност. Мислам дека Сега сакав да го споделам само. Да, повели. Ја не знам дека корелација со ова, значи ова е најголем раст во денови на биткоинот од 2013, значи 12 дена имаме веќе памп. Ова кажува колку е масивен овој памп. Значи еве го јануари 2023. Значи ова се случило 4 пати од 2013 година да имаме ваков ова сигурно ќе потрае уште некој ден, но бидете предпазливи, значи многу тешко да продолжи овој памп, иако многу луѓе сега викаат еве го булот почна ова. А приметуваш ли кога се датумија? Ги гледаш ли датумија кога се? Значи, ова се збори трите булрана. Значи ова е во средината на булран. Ме разбираш? Значи во булран, а сега сме во бер маркет, сме доле и имаме ваков памп. Значи ова е страшно. Значи ова така, е страшно. Тоа сакам да кажам. Значи не може такво, едноставно неприродно е. Неприродно, многу неприродно и дури во групата имаше споделено
некои информации, значи секунда само да ги најдам ова за капот со мета. Овдека ти дека си споделувал. Значи имаше и секој објавено некои тужби, па немаше никаков пат. Дени Лазески го имаше шернато ова. Така да имаме и негативни вести. Ова можеби нема одма да се одрази, но јас очекувам дека корекцијава после кинеската нова година, значи ќе се врати во тој Булиџер бенд што вика Антонио, во делот каде што нормално се движевме претходно. Значи ова е стварно комплетно ненормално движење. Јас исто тука сакам само да го додадам и делот со овој Бушавко. Значи од нигде никаде човеков изјавил дека има на располагање 3 билиони и дека може да ги покрие долговите. За тоа сакав да те прашам дали го начнавме тоа, дали го примети ти уствари тој момент. Што разбрав ја, они кажаа дека фактички он биле најдени не 3 туку 5 билиона. Дека као биле најдени и вратени као дел од портфолио што сега ќе биде дадено пак назад на сега пак. Знаеш што е проблемот? Прво да не забораваме, таму голем дел од информациите не смеат да бидат споделени затоа што стандардно е на секоја судска постапка, доколку станува збор за сензитивни информации од таков тип, истите ќе бидат споделени дури од кога да речем ќе бидат небитни за јавноста, се разбираме? Затоа што ако такво нешто се сподели, значи тоа е кога имаме кривична постапка. Значи во кривичната постапка, јавните обвинители или во случајот да речем сите оние кои што се инволвирани, не смеат да споделуваат до каде е истрагата поради тоа што постои опасност дека да речем лицата кои што се замешани во оваа ситуација Сем Бенкман-Фриди и останативе се на слобода. Ти ако им кажеш дека си нашол такво нешто, они може да го искористат тоа против тебе. Зошто го велам тоа? Значи они викаат дека нашле 5 билиона, ако ги нашле тоа значи дека нашле или hard wallet или нашле некои профили негде нешто, ме разбираш? Каде што се овие стакувани, ме разбираш, си ги ставиле на страна. И сега тие кога го објавиш тоа јавно, автоматски ти им кажеш ако имате фраза, ме разбираш? Ако имате паски, тргнете си ги од волетот, пошто нели, ви ги најдовме, ме сваќаш? Пошто секој што има фразата, ќе може да дојде до пристап до волетот и да ги извади. Ме сваќаш? Јас не знам така, што нашле. Тоа е спекулација. Се уште не верувам дека тоа е вистина. Да, тоа сакав да кажам, значи се спекулира околу тој дел, значи со него тоа што се случи, нели го уапсија, па после он гарантираше дека не можел да иде у затвор. Стивен Бел, па да е некој тейл таму, па нешто глупости, па сега се шпекулира нашол средства, едно друго, значи сите овие информации што се хушкаат наоколу може да ни потврдат и да ни дадат до знаење дека корекцијата е на повидок. Тоа сакав да го поентирам. Да, јасно. Но повторно, значи тие информации не можеме вака. Шпекулациите го движа пазарот, сакале или не, тоа е вистината. Значи не е тоа до нас. Едноставно испаја шпекулација и луѓето сакаат да реагираат пред тоа да стане вистина. Затоа се вика buy the rumor, sell the news. Така? Значи поради ова тоа што кажеше на место и затоа ја на пример постојано правам фундаментална анализа, дури ако сте приметиле, имаме најчесто 2 видеа за вести во неделата и едно видео за техничка анализа. Затоа што вестите многу повеќе го движа пазарот отколку техничката анализа. Некогаш вие гледате поместување како ова што нема никаква логика со техничката анализа, но ако ги погледнете вестите ќе ви стане јасно зашто се случило. Така? Како што беше на пример намалување на имавме позитивни вести доста претходно што ни даваа до знаење, исто така и сега со корекцијата што ја предвидуваме, така да. Сега ова на некој начин не е толку позитивна колку што е одложена негативна вест. Значи би сакал исто да го напоменам, беше дел од видеото, но доколку сте го промашиле е доста битно, посебно со оглед на фактот дека знам. Факт е дека има луѓе кои што се членови на групата Криптовалути Македонија кои што гледаат мојот канал, кои што се уште треба уствари да ги добијат своите биткоини или биткоин кеш, зависи во што инвестирале или зависи во што сакаат назад. Моментално, значи registration deadline е поместен за март 2023 година, односно се уште можете на нивната страна да одлучите што ќе ви биде вратено од оној капитал кој што сте го инвестирале во 2014 година. Така да ова е на некој начин одложена лоша вест, зашто го велам тоа? Затоа што ако не сега во март ќе им бидат вратени, а станува збор за огромна сума. Значи ќе бидат вратени, се не знам дали дека запишано, но јас ги знам. Повеќе од 140.000 биткоини и повеќе од 140.000 биткоин кеш.
ајде биткоин кеш да речеме дека не е некој голем ризик. На 140.000 биткоини да бидат вратени на луѓе кои што инвестирале во 2014 година. Тоа значи дека количината на биткоин што они ќе ја донесат моментално и што ќе ја добијат е многу по, значи гледајте, да видиме која била вредноста на биткоин во 2014 година. Значи ако се вратиме назад моментално и погледнеме од 2014 година, ќе се изненадите колку се во профит моментално овие луѓе. Многу. Значи колку и да е голема, колку и да е мала да речем таа количина. 2014 година и на максимумот од 2014 година цената била $700. $700. Споредба. Да, ма да речеме, значи дури и во максимумот да инвестирале. Значи цената на биткоин кој што они го купиле е $700. Сега замислете они и дури и после се тоа време и да продават моментално на 21.000, замислете колку се во профит. И нив би им било логично да продадат, така? Значи зошто да не? Сега зборам за оние кои што сакаат да се оттарасаат, оние кои што знаат ќе останат инвеститори и слично. Ама многу од тие луѓе уште од тогаш се лути на Mt. Gox, така да сега, знаеш што, продавам и не ме интересира. Тоа е проблемот. Мораме да видиме како ова ќе се одрази, затоа во март можеме да имаме уште еден евент на корекција. Имајте го тоа во предвид. Сигурно, значи идеме натаму, со тоа што не плашат нели рецесија она, можеме да заклучиме дека се уште не е далеку сме од булранот, се уште. Затоа и ги имам овие две линии. Секогаш кога правам анализа потенцирам. Значи ова е една година пред булранот, ова е самиот булран. Ако погледнеме назад историски, значи ако ги погледнеме тие работи, значи ги имам, гледајте. Ова е самиот булран, така? Значи од 2020 април. Една година пред булранот е 2019 април, така? Значи гледаме дека од тука почнува уствари движењето нагоре. До 2019 година април ние сме имале акумулација, така? Иста ситуација овде, гледај. Значи булран, овдека е халвинг во 2016 декември. Ако се вратиме назад, значи една година пред декември 2016, гледајте. Декември 2015 треба да го најдеме, гледајте. Значи до декември 2015 ние повторно сме имали иста ситуација, гледај. Иста. Акумулација. И затоа велам, значи ние дури во мај 2023 година ќе бидеме една година пред булранот. Што значи дека јас до тогаш не очекувам ништо сериозно. Ако се случи, супер. Не можеме да очекуваме дека сите бул маркети ќе бидат исти. Но ако не се случи, ја до овој период не очекувам никакво големо поместување во нагорна линија. А главното поместување, како и секогаш го очекуваме во мај 2024 година, затоа што досега 3 пати поред циклусот се повторува. Не гледам причина зошто не би го направил истото и сега. Тоа фактички се паѓа во лето или во пролет, како му доаѓа? Мај 2023 е една година пред халвингот и мај 2024 ти е официјалниот халвинг. Да. 24 мај, така. Добро. Не мора да биде 24 мај. Знаеш што е проблемот? Значи ако погледнеш халвингот самиот по себе, он постојано се поместува. Затоа што, значи и нели самиот алгоритам на биткоин ја зголемува, ја намалува тежината, ме разбираш? Значи не може сега ако сте го гледали на пример само да видам каде ми беше каунтерот, сакам да ви го покажам. Ете го доле, нешто block reward halving countdown. Чекај, коза бе има многу. Да, ево, право си. Значи и сега на пример, гледај до 1 мај. Пред пола година беше на 6 мај, не разбираш? Затоа што и самиот алгоритам се поместува постојано, нели? Да речем што се случи моментално во Америка, имаш 30% од хешрейтот падна, значи алгоритамот се поместува. На секои 2 недели прави аџасмент. Значи денот не е битен, ќе биде или крајот на април, почетокот на мај. Значи горе-доле прилика овој 4-годишен циклус ќе биде испочитуван. Значи тоа е тоа. Овие се деновите, затоа што биткоин алгоритамот запишува на секој, нели, на точно одредено време, значи на секои 10 минути запишува блок. И нема бегање од истиот. И да има поместување ќе биде минимално. И затоа моментално велам дека самиот биткоин циклус до сега не разочарал и не гледам причина зошто би го направил тоа повторно. И затоа ако се движиме повторно во ова поле, мене би ми било сосема сеедно. Значи корекција нема да ми исплаши. Точно. Нормално е, значи ние со сите овие анализи што ги правиме, сега не можеме да ги лажеме луѓето да им викаме, не знам, еве го почна она, тоа споделуваме точни информации навремени како што се случуваат позитивни, негативни, независно. Значи се движиме во се уште сме во bear market, да не се лажеме, значи сега далеку сме се уште од тој bull market што го очекуваме за следната година и овие информации само ни го потврдуваат тоа. Останува да видиме што ќе се случи. Значи јас не очекувам дека сега ќе имаме исто како и Антонио дека ќе почне да расте нагоре. Пошто ова сега што се случи беше апсолутно неприроден раст и нормално е после тоа да имаме корекција. Можеби после таа корекција пак ќе има некој раст нагорен минимален, но
тоа нема да биде така како што беше овој сега што се случи и нема да биде сигурно во некоја сериозна нагорна линија до следната година. Така да Ако може само да напоменам уште една битна работа. Значи, проблемот каде и кај нас, посебно да речем како земјица во Македонија. Доста се трудиме точно да определиме која ќе биде дното или дали моментално ќе отидеме право нагоре. Значи, зошто јас постојано велам, посебно за оние кои што се почетници на пазарот. Значи, ако правите DCA, вие купувате на секое дно, имате некоја одредена сума на пари, кога имате корекција купувате. Порано или подоцна знаете и сами дека овој пазар ќе се придвижи нагоре. Тоа значи дека вие не можете да направите грешка. Затоа е многу поедноставно кога го гледате циклусот во оваа ситуација која што можеме да видиме на макро ниво. Значи вас дали ќе биде овдека дното или овдека дното, нема да ви смени многу зошто. Вие купувате постојано, така? Значи да знаеме сите дека биткоин не оди до нула. Уште една потврда, моментално у Давос нив има проблем како да регулираат крипто. Немаш потреба ти да регулираш нешто што ќе оди до нула. Така? Да бидеме реални. Значи, кога веќе знаеме дека крипто не оди нигде, единствено што треба да направиме е кога ќе го видиме овој циклус, вака глобален, да бидеме што поблиску до дното. Зошто го велам тоа? Дали сте купиле, сега ќе ви кажам многу едноставно, ако сте купиле на Terra Luna, дното тоа е 17.600. Ако се купиле на во случајот да речеме на FTX дното, тоа е 15.500. Така, тоа се 2000. Овие 2000, кога вие би купиле во едната или во другата ситуација, ако ги придвижиме до претходниот all-time high, само до претходниот all-time high, значи вие од Terra Luna би биле 291% горе, така? Додека од FTX би биле 346. Знам дека има разлика, но верувајте ми, наместо да се секирате тоа дали сте го точно потврдиле дното, ќе купите на двете помалку, ќе оставите уште нешто во случај да има уште едно дно, или пак кога веќе нема дно, сме утврдиле дека навистина е завршено овој bear market, купувате на патот нагоре. Во секој случај гледате ли вие колку голема заработувачка имате од овој момент нагоре. Значи не е битно дали ќе купите во овој момент или малку претходно. Дури и сега да сте купиле и да има корекција, пак нема да бидете во грешка. Зошто? Гледајте кој е процентот до претходниот all-time high. Значи вие имате 5 до 6 пати нагоре профит и од овој момент да сте купиле. Така? Значи тоа треба да го гледате. И сега не можам да кажам на оние што трейдат, јас не сум искусен трейдер затоа што не се гледам себе си во таа сфера. Но оние кои што инвестираат, поентата е да го гледате циклусот како глобала и да гледате дали се ногате на топ или се ногате на дно. Сите оние кои што се во оваа сфера моментално, доколку останат и понатаму и го добиеме овој стандарден циклус на bull market како што досега се случува, сите ќе бидат во профит. Прашање е дали ќе бидат 5, 6, 7 или 10 пати, но сите ќе бидат во профит. Ја верувам дека на секој би му се испаќало дури и 5 пати да биде во профит, со мала грешка, со тоа што има време да научи за следниот bull market како се тоа функционира. Така да гледајте го маркетот во глобала. Во оваа ситуација ловење на уште $2 пониско може многу да ве кошта. Сега ќе ви кажам зошто, затоа што јас бев во овој дел и во овој дел на крипто. И во оваа ситуација луѓето викаат не, ќе оди до 3, не ќе оди до 2, не ќе оди до 1. Проблемот е што колку повеќе се обидуваш да погодиш, толку повеќе можеш да го промашиш. И во овој момент кога имаме се повеќе и повеќе шпекулации дека ќе оди надоле, што се случи? Што се случи? Значи многу луѓе шпекулираа, сега ќе капитулира. Сега и го искористија против нив. Им ги ликвидираа сите шорт и направија памп како што не се видело до сега. Ми го зема мислењето исто во сакав сега следно го кажам. Значи, многу кога ги има тие шпекулации кои се вртат по социјални мрежи, меѓу луѓе, по платформи, секакви. Значи, сите викаат киде до ваму и обично се случува спротивното. Ние предходно кога имавме булран, нели стигна до 6-9 илјади и сите го чекаа да дое биткоинот на 20.000, не купува, значи чекаа да дое на 10.000. Ало, дали е 10, дали е 20, ти кога каже Антонио, ризик нормално, стави 30% на 20, ако падне подоле ќе ставиш уште, така? Така, значи кога правиш DCA, односно cost average стратегија, ние сигурно не вложуваме милиони или илјадници евра па да ни прави некоја огромна разлика дали е 200 или 300% растот. Значи, се дури имаме пат и кога ќе го имаме тој пат, вреди да се искористи и да се трансферира, односно да се акумулира сума и постојано да се прави тоа. Значи,
обично кога ќе ви кажат луѓето сега идеме до 10, многу веројатно е дека тоа нема да се случи. Колку погласни се, толку поневеројатно е. Да. Значи увек ќе им се удри тоа од глава, што се. Ама знаеш зошто? Ето тоа не го разбирам ја. Значи, гледај сега, и го претходно го правив во муабетот, например го направив тоа видео за големите играчи, така? Значи тоа ќе им го кажам постојано. Луѓе, вие ги немате алатките што ги имаат они, ги немате. Значи луѓе имаат алатки со кои што може буквално да видат во секое време колку шортс, колку лонгс има. Они гледаат што очекува пазарот и прават обратно. Да, баш тоа го видов, сега биле ликвидирани рекордно голем број на шорт. Ама им го покажав денеска, например, го покажав тоа и тоа е нормална работа, постојано го гледам. Еве сега ги кажам. Ако не знаете каде да го погледнете тоа, постои една страна, само да видам каде ми е сега моментално. Ево. Значи Bitcoin Liquidations, coinglass.com/liquidation data. Гледајте го. Значи она што ви го покажав, гледај. Само во еден ден на 14 јануари 500 милиона ликвидирани на шортс. Тие се тие што викаат ќе до 10. Се разбираме? Па нема да оди поради нив. Нема да оди поради нив, да. Ето така. И тоа гледај не еден ден, туку гледај последователно цела недела се ликвидирани. И тоа знаеш како се случува? Имаш ликвидација на прај памп, така? И ти викаш не, сега ќе оди надоле. Па става шорт, па те ликвидираат. Па оди надоле, пак викаш не, сигурно сега ќе оди надоле, пак става шорт и гледаš што се случи. Катастрофа. Значи истото, и ја мислам дека уште некој ден ќе потрае ова со ликвидација. Ама гледај што случи моментално, го видели? Значи на чартов, ова што го покажувам. Само што преминавме дното на FTX, то сега ова не беше, ова прв пат се случува денес. Да, еднаш се коригираше надолу. Значи ако успееме да завршиме надвор над дното на FTX, тоа ќе биде многу голема работа за моменталниот пазар, имајте го тоа предвид, и веќе и вака е затоа што креирање на нов врв над претходниот значи промена на трендот. Тоа не значи дека веднаш ќе имаме промена на трендот, тоа значи дека можеби после оваа корекција на вистина ќе почнеме да се движиме постепено нагоре, имајте го тоа предвид. Така се предвидува следната корекција на... Значи да не се лажеме уште еднаш да кажам, значи до 10.000, ако дојде биткоинот на 10.000, неговата реална вредност фактички е испод 10.000. Кои се шансите да се случи тоа? Значи тие таму спамери што галамати што стајле шорт позиции на 10, они живеат у некоја илузија, не знам што живеат. Појма немам, значи дали гледаат уопште некои трендови, нешто, дали пратили само спамаат по групи на Facebook. Не разбирам. Бидете малце реални, гледате го циклусот, гледајте историски, гледајте низ денови што се случувало, еве затоа ги правиме подкасти да ги споделиме сите тие информации. Значи еве и да се промени трендот кој што вика Антонио, тоа не значи дека одма ќе почне нагоре, значи ќе има неколку корекции после тоа. Но тоа само ќе ни потврди дека дното сме го формирале. И тоа е тоа. Тоа е тоа. Сега, само уште една работа битна што сакам да спомнам, а тоа е, ако се сеќавате на Wyckoff акумулацијата, само накратко сакам да спомнам тоа. Значи, ова беше кажано од Александар заедно со Никола кога разговаравме за првата потенцијална Wyckoff акумулација уште пред тоа. За спрингот тука му имаше покатено, да. И моментално ако може да видиме, значи на чартот, мислам дека нели, со оглед на фактот, гледајте, ова е линија која што е нацртана уште пред неколку недели. Буквално се случува. Значи ние пробивме над долната граница, односно долната, значи ова е тој долен, само момент. Го гледаш мојот, сега го гледаш. Значи ова е долниот рейндж на Wyckoff акумулација, така, долниот трейдинг рейндж. За да имаме официјално спринг евент, ние мораме да добиеме ритест и после се движиме нагоре над горниот рейндж, така? Значи ако погледнеме во оваа ситуација, горниот рейндж ни е фактички корекцијата што добивме после Terra Luna, оние 25.000, така? Што значи дека сега моментално за да имаме ние официјално спринг успешен, мораме да направиме корекција негде до bull market support band-от, кој што соодветствува со ова поле кое што е формирано на Terra Luna колапсот и таквиот успешен ритест. Затоа и велам дека ќе биде многу добро ако успееме да направиме ритест кој што ќе потврди дека на вистина сме го формирале дното, така? Ваквиот ритест само може да не однесе нагоре во последната фаза од акумулацијата, каде што имаме less point of support неколку пати пред да пробиеме над претходниот горен рейндж на Wyckoff акумулацијата, sign of strain и се движиме нагоре кон следна, повторно. Ова не значи дека се случи во една недела. Ова може сега да се движи постепено уште еден месец, два. Нема шанси да се... Затоа и сакам да го кажам. И гледате, значи, еве линијата на една година пред халвингот. Она што досега во два циклуса видовме дека од тој момент се движи пазарот нагоре.
Така да гледате, значи се оприлика сите овие работи не се за џабе. Значи овие се пример Лајков ова го направи уште у 60-тите 70-тите години. Човеков 10 години, 15 години ги следел овие циклуси за да може да го најде ова како случување. Значи ова не е некој му текнал и го напише, луѓе цел живот го потрошиле за да го најдат ова и да ни го достават како информација. Така да сето ова како што можеме да видиме се склопува, сите овие коцки, регулатива, крај на булран, циклус на биткоин, Лајков акумулација, значи тоа се повеќе и повеќе докази дека на вистина поголема е шансата да имаме утврдено дно. Значи да напоменеме уште еднаш, никој циклус не е ист. Секогаш постои некоја минимална шанса како што беше ситуацијата со ковид. Значи не може да знаете. Тоа се работи кои што не може да ги предвидите. Но затоа оставате дел од вашето портфолио заради mitigation, значи едноставно да имате баланс на ризикот и да се случи нешто непредвидено, вие сте спремни да влезете повторно кога сте убедени дека да речеме ова ќе успее, така? Тоа е таа стратегија. Јас мислам дека просто не може да се објасни. Точно. Така да мислам дека опфативме горе-доле речиси се, уште остана таму гледам за Сатоши. Само уште еднаш да напоменам околу овие проекти. Значи не заборавајте, овие проекти ќе бидат направени, ќе ви биде дадено како и секогаш да гласате кој од овие сакате да биде прв направен, но мораме да дојдеме да ги направиме истите, затоа ова се да речем некои проекти кои што се на 500, 600, 900 место. Така да имајте го тоа предвид. Рано е, се уште се наоѓаме во да речем ризичен дел од овој bear market каде што повторно може да добиеме корекција. Нема логика да поседувате некој, мислам повторно, не можам да ви кажам што да купите, но лично јас мислам дека се уште е подобро да чувате поголеми маркет капови. И само ова да го спомнам, значи Bao Finance, јас дури сакав да видам каде е Bao Finance и сакав да видам што е уствари Bao. Значи Bao Finance е 1375 место. Да разберам да ми барате проект кој што е до 100 место во ред. Пази сега моментално да инвестирате Finance 2 не е ни на ранкинг. Значи да инвестирате во проект кој што има 3 милиони маркет кап. Значи 3 милиони, така. 3 милиони маркет кап е, не знам, како да кажам, едночасовна свеќа на Ethereum. Значи пак ќе кажам, нема логика, значи повторно, ја не можам да ви кажам што да правите, ниту јас, ниту никој не може да ви каже што да инвестирате. Нема логика да инвестирате во ова не е ни микрокап, ова е, не знам како да кажам, екстра микроскопски кап. Значи ова може утре буквално да исчезне од шал. Да. Затоа бидете предпазливи, ќе ги разговараме сите овие проекти кога ќе дојде време, но сега за сега нема логика да ги правиме затоа што се уште е рано, а за Кусама на Бојан Огњановски, значи ќе му препорачам да го гледа моето видео кај мене во работа на тимот, постои видео каде што разговарам за Polkadot. Кусама е тестнет на Polkadot, што значи дека Кусама тестира се пред да биде имплементирано на Polkadot. Затоа и Кусама моментално има повеќе проекти кои што се на својот relay chain, кој што потоа како цел проект е поврзан на еден од позициите на Polkadot. Така да ако го изгледаш тоа видео ќе ти биде многу појасно се за Кусама и за аукциите кои што моментално го имаат. А нели, понатаму можеби ќе има време и да направиме за Кусама видео. Сега само го прочитам ова на Александар Нанов, значи вика Сатоши никогаш не постоел, измислен лик за да може големите маркет кап да го покријат учеството во дигитализација, сите заедно се Сатоши. Значи малце ми е нејасно прашање ово. Види, од временски аспект не гледам дека ова може да биде вистина, зошто? Временски аспект, ако веќе сите големи маркет капови се уствари проектот самиот по себе биткоин, значи многу побрзо би се формирале овие проекти како Ethereum, како не знам, ме разбираш, големи проекти, така? Зошто? Значи вие сте чекале од 2009 година кога е формиран биткоин до 2014 за да го формирате Ethereum и многу подоцна за да го Ripple па после тоа подоцна да го формирате Ethereum, така? Значи сакаш да кажеш дека овие големија маркет капови спиеле, чекале да видат како не ми има логика. Не викам дека нема логика, значи може да биде тим, во право си. Може тој тим после се разделил па видел како се тоа функционира, па ги направил поголеми проекти кои што беше ситуацијата со Ethereum, така? Во Ethereum го имаш Gavin Wood кој што после тоа оди го прави Polkadot, го имаш Чарлс Хоскинс кој што после тоа оди го прави ADA и го имаш нели Skeletor, како се викаше, Виталик Бутерин, се уште нели у Ethereum, така? Значи, во рете, тоа има логика да тие луѓе можеби учествувале во биткоин, но не сакаат да признаат за тоа што многу бргу ќе се најдат поднесени дека. Доле имаат признаено дека се нели адвокати на биткоин дека го поддржуваат, поготово Виталик. Ама јас мислам дека
не знам, шпекулативно да се каже дека тие се Сатоши, неќа да признаат, не знам, ми нема некако логика мене. Повеќе би рекол, ми има логика муабетот за Хал Фини со првиот со првата трансакција, нели, кога го исплаќа, тоа баш пред некој ден се случи, пред 14 години било тоа. Јасно, човекот што ги тужеше дека он е Сатоши. Види, што ми е битно? Во оваа ситуација мене кога ме прашувате се најдам дека никогаш нема да најдат кој е Сатоши. Значи, ако најдат кој е Сатоши, потенцијално ќе најдат и клучеви до првиот биткоин wallet кој што поседува 2 милиона биткоина. Ако вие добиете 2 милиона биткоини, автоматски вие сте еден од најголемите играчи на планетата. Така, значи на Сатоши walletот поседува 2 милиона биткоини. И не само тоа, него ако вие го најдете човекот Сатоши, вие наоѓате клуч до самиот софтвер. Он го дизајнирал софтверот. Можно е да постои бекдор кој што само он го знае. Така. Не, тоа е наменето да остане непипнато. Ако во случај се пипнат тие средства, не рецесија, не знам што, автоматски има голема ликвидација на целиот маркет кап на сите. Тоа ќе е страшно. Точно. Јас се сложувам комплетно со Антонио, не дај Боже да се случи тоа. Значи, сега ние можеме да си правиме муабети кој бил Сатоши вака така, но сите заедно треба да се сложиме дека проектот, односно биткоин како прв на пазарот е намене да биде псевдонимен. И точка, крај. Значи така е дизајниран и не случајно е направено тоа за да имаме децентрализирана економија за која што сме сите пропоненти. Целиот народ го сака тоа, не сака да биде контролиран. Јас само вака ќе ви кажам. Во себе тоа го сака. Така да, дали вие мислите да додам повеќе за ова. Дали вие мислите дека со буџетот кој што го има Мурика, тие би му тропнала на Сатоши Накамото на врата утре ако има потенцијални информации кој е. Се разбираме? Значи би го исцедиле. До сега тоа сигурно. Сакам да кажам, би го исцедиле до последна капка крв, има да дознаат и пасворди и се. Значи не заборавајте, големите играчи на пазарот точно знаат што прават. Ција моментално користи крипто веќе една декада. Значи ако не сте запознаени, Ција моментално посебно во Јужна Америка користи крипто со цел да речам движење на црни фондови кога треба да се финансира некоја герила, некој картел, се разбираме. Така да верувајте ми, Ција прва би му тропнала на врата и до сега некој контейнер на парчиња ќе беше сетка, немаше ни да го најдат. Точно, и тоа е дефинитивно така, значи они да има информации до сега ќе беше скинат биткоинот. Да. Не само тоа, активно ќе се користеше биткоин walletот, можам да ви гарантирам. Уште нешто само да додам, читав некој дечко американец, мислам дека по Facebook по некој груп имаше пишано, значи мене тоа ми држи вода како теорија сега, не викам дека е така, но он вели дека Хал Фини фактички не е креаторот на биткоин, туку он имало лик пример некој во тоа време за биткоин дека планирала Ција да го создаде едно друго и некој од тие таму што биле инволвирани му го дал на Хал Фини, значи целиот нели white paper и се тоа како проект, и после тоа он фактички станува Сатоши, го креира и се тоа и мислам дека е мртов сега Хал Фини, ако не се лажам. Не сум сигурен, искрено не сум толку. Мислам дека е мртов и затоа и викаат дека е Сатоши уствари мртов. Така да таа теорија држи вода, да имало лик од Ција за да се создаде во биткоинот во надеж дека ќе имаме подобро, нели, подобри времиња во иднина. Така да од аспект на економија секако, значи некој го направил тоа со намера, им го земал таму како што беше нели случајот со овој дечко што отиде во Русија, му го заборам името цело време. Да, се разбираме, Сноуден, Едвард Сноуден. Така да и држи вода тој муабет, но што сакам да кажам, тоа се само теории, нема потреба сега да навлагаме, дај ние да си ги држиме нашиве работи, да си ја развиеме заедницата колку можеме максимално во Македонија и надвор и едноставно да си тераме надалje. Така да
овие муавети за Сатоши можеби во друго време би биле посоодветни. Во секој случај, се дека биткоин ја работи работата за која што е наменет, јас не гледам причина зошто би се сомневале во неговото постоење. Така. Сега, друштво, пошто мене ми дојдоа техничарите дома од градинка, јас ќе мора да се одијам заедно со Никола. Мислам дека направивме добар подкаст и денеска како и секој претходно. Прво да му заблагодарам на Никола, ќе го оставам да даде неколку завршни зборови доколку има и јас ќе ја затворам емисијата после. Благодарности до тебе за можноста, Антони. Уште еднаш да ги поздравам сите учесници во Криптовалути Македонија групата, односно членови, сите гледачи на Криптогемиџија каналот. Останете на каналот. Ова не е последна епизода и понатаму ќе правиме емисии, понатаму има за што да се дискутира и да се надеваме дека и покрај тоа што не плашат од рецесија и се тоа, дека 2023 конечно ќе биде посаглам година за сите нас. Точно. Баш на место. Значи исто би сакал јас прво да изразам поддршка за Криптовалути Македонија заедно со админите и модераторот, како и сите оние кои што учествуваат во самата група. Значи поентата на создавање на заедница на овој бул маркет е тоа дека можеме многу повеќе да постигнеме како заедница, со тоа што повеќе очи гледаат многу повеќе од еден пар. Поентата е што не може постојано да следите пазарот, не може постојано да ги следите вестите, мора да го правиме тоа заедно со цел да најдеме соодветна позиција и да направиме соодветен профит во следниот бул маркет. Пред да завршам, fuck the WEF, бидете свесни за тоа што се случува моментално и се надевам дека понатаму ќе имаме многу подобра иднина која ќе почнеме да ги негираме овие фацки што чуваат на наше име. Да се отарасиме од ваквите крипе. А крипто е шансата да го направиме тоа. Така да имајте упредвид, останете и понатаму со нас. Благодарам уште еднаш што бевте дел од нашето видео и се гледаме во следното. Поздрав и пријатен ден.